Значи, прво, добар ден и добре дојдовте во нашето училиште на оваа наша мала свечаност. Имам чест да ја поздравам делегацијата од амбасадата на Сојузна Република Германија во Република Македонија, која е предводена од господја Катерина Науман, која е аташе за култура во амбасадата на Сојузна Република Германија во Република Македонија. Убав повод за денешното дружење. Значи, на 41-иот меѓународен училишен надпревар за политичко образование, нашите ученици, учениците од Основно училиште Лазо Трбовски, се најдоа на листата на наградени ученици. Нивниот успех е многу позначен кој ќе се знае како беше конкуренцијата. Значи, учесници имаше од 29 земји, 50.000 ученици со отприлика 2500 проекти. Учениците се среќни, а нивните наставници и ние сме горди на нив. Сега нека повели господја Науман да ја врачи наградата на председателот на одделението. Jana, Pressesprecherin, herzlichen Glückwunsch. Wirklich toll. Само за да се камерата. Поводот за оваа мала свеченост која што ја имавме денеска во училиштето е освојувањето на награда на меѓународниот училиште надпревар за политичко образование, што традиционално се одржува во Бон. Во конкуренција на околу 2500 проекти, нашите ученици успешно ги поминаа двете фази на надпреварот, значи се работи за надпревар кој што има малку сложен терк. Прво се избираат 1/3 од најдобрите од сите пристигнати, значи влегуваат во финалето, а потоа стручно жири составено од 40 до 45 члена, значи одлучува кои од тие 900 проекти или 800 што влегуваат до достојна третина во таа поширока конкуренција, ќе ги освојат наградите. Ете, нам не успеа и покрај тоа што работевме на една релативно тешка тема, значи политички актуелна тема која што е Фукушима, да освоиме награда. Наградата ја доживуваме во духот на традицијата на училиштето на учества на вакви надпревари, така што на овој надпревар учествуваме континуирано 6 години со финансиска поддршка од фондацијата Фридрих Еберт, канцеларијата од Скопје и врз основа на тоа 4 години едно по друго освојуваме награда. Каква е наградата? Станува збор за парична премија од 150 евра, која што е наменета за одделението и за учениците. И наградата ќе искористиме со одење на еднодневен излет. Требаше долго време за да се изготви, не беше тоа толку лесно да се изготви. Требаше да најдеме повеќе слики и текстови во врска со тоа. Сепак Фукушима навистина е актуелна тема и е многу важна за светот, бидејќи може да се случат различни непогоди од таа Фукушима, како што се случија во Јапонија, земјотреси, цунамија и слични работи. Јас верувам дека како што ќе напредува времето и како што ќе поминува, како што ќе изминува, дека светот ќе најде поефикасен начин со кој ќе ги замени нуклеарните централи. Тие ќе бидат во помала користење, бидејќи се многу штетни за човекот. Јас исто така слушна, кој ми помогна исто така во проектот, дека видов на телевизија дека исто така некои луѓе кои се спремни за да го дадат животот на светот, отидоа во тој озрачен цел простор, во Фукушима, и таму отидоа само за да го исклучат тој нуклеарен реактор, за да ги следат работите за повеќе да нема зрачење. Тие луѓе по неколку недели за жал починаа бидејќи од преголема радијација не успеа да преживеат, но сепак ја смалија таа радијација и луѓето сега побезбедно живеат во Јапонија. Кој те помогна да ти податите да ги знаеш?
во овие податоци јас сам се интересирав, значи повеќето слушав на телевизија, гледав значи странски вести и други работи, значи читав на интернет и така натаму, значи се потврдив, ми беше интересна темата и сепак значи се што ќе се повторам, значи се што каде секаде каде што ќе се вложи труд